Веќе неколку години ниту еден универзитет од државата не е рангиран на листата од 1000 најдобри универзитети во светот. Тоа го потврдуваат сите релевантни институции кои што се занимаваат со тоа прашање. Често кога се гледа бедната состојба на образованието, тоа се должи на недоволно вложените финансиски средства, исто така и на постоењето на неквалификуван, односно стручен кадар. Јас сум Джелан Велиева, денес на оваа тема ќе разговараме со другарот Мариглен Демири, кој што предава во средно образование. Здраво, Мариглен. Здраво. Ти претходно беше доста активен за време на студентските протести. Дори можам да кажем дека беше еден од водачите на тие протести, учествуваше во окупацијата на кампусот. Што се смени од тогаш, дали нешто се смени сега веќе не после 8 години, како гледаш на состојбата? Сега веќе нема студенти кои што протестират, а не верувам дека состојбата е подобрена во самото образование. Што бараат студентите? Дали проблемот беше само екстерното или па се бореа за идеали, да кажам, кои што веќе ги запоставија? Има прашањето е овој, како да кажам, повеќе прашања има. На старт јас би сакал да па да ти се заблагодарам и да ви се заблагодарам за иницијативата и за поканата да бидам учесник на оваа дебата. И фактички овој фактички разговор кој што сметам дека има доста важна овој па идеја стои позади целата таа како се кај иницијатива и дека мислам дека некако ќе фактички разложиме некои работи денеска во однос на образованието. Во однос на тие протести кои што се случуваа во 2014 година, кои што се одржуваа, кои што беа тука, им претходеа други протести, им претходеше едно поинакво овој како да кажам расположение. Уште во 2008 година, 2009 година и неколку години овој фактички со ред имаше други иницијативи. Овој кој што беа час од фактички студентите организирани, час од други инстанции во општеството и кои што има нека контратежа кон фактички тогашната власт, за која што знаеме дека фактички имаше овој фактички беше доста популарна во тој период, меѓутоа исто така и имаше и доста организирана овој како да кажам вонпартиска опозиција кој што протестираше и организираше активности против таа фактички власт. Меѓутоа протестите што се случува пред 2014 година, првиот протест кој што беше во овој како се овој па на уствари 17 фактички ноември 2014 година, тоа уствари беше првиот протест на студентите, зборам, поради најавените како да кажам реформи, кој што сака да ги спроведуваат, а кој што задира длабоко во автономијата на универзитетот, иако автономијата беше руинирана уште како да кажеме неколку декади претходно, поради многу причини, меѓутоа и една од фактички причините беше властите сака па да уствари контролираат се и се што во тој период. И иако протестите кои што се кои што се одржува и се случува во 2012 година, како се кажа, кои што се однесува на поскапувањето на електричната енергија, на кое што гледаме ние фактички и во овој момент во нашата држава, кој што претпоставувам дека ќе има се уште протести, односно ќе има протести поради фактот што едноставно како се кажа е проблем што ги уствари за сега сите граѓани. Проблемот беше што откако се организираа фактички студентите,
немаше сила која што може да ги шиканира и да ги заокружува, иако имаше обиди. Имаше доста. обиди, Да. не може да ги фактички да ги врамат во некоја рамка дека тие се инициирани од партиски политички како да кажем инстанции, иако главниот како да кажам па мотивот секогаш и во тоа време па и сега ние фактички знаеме дека од секогаш било тоа политички, а не било никогаш партиски. Политичкиот однос и политичкиот мотив на сите протести кои што се имаат случувано бил доста важен и Паторски. и еманципаторски, и ние сме го нагласувале постојано тоа. Сега Смета само да се надоврзам дека претходните протести го поплочија, да кажам, патот за студентските протести, ги охрабрија го студентите. отворија патот, го отворија и голем дел од студентите после тоа учествуваа на многу иницијативи, кои што беа, например, во 2015 година и кој сега после тоа имаше и фактички овој протести кои што се однесуваа исто така на како да кажам беа антивладени протести. Во тие иницијативи учествува многу студенти кои претходно се искалија, односно се го оформуваа својот политички опит и идеите, аргументацијата во време на како сега тие усвари протести, односно протестите на студентскиот пленум. После тоа фактички тие беа едни од главните учесници и исто така и на иницијативата Протестирам и на иницијативата Шарена револуција, која што знаеме како заврши, без разлика на тоа, сакам да кажам дека имаше влијание. Имаше доста интересни фактички дебати и една од главните цели, главните идеи, како носечка идеја беше автономијата, и тоа не само автономијата на универзитетот, туку автономијата на поединецот и на човекот, да може да научи и да се стекне со орудија, со концепти, со идеи, не само да учи и да стане инструмент во како се кава во тој продукцијски индустриализирачки свет, туку фактички да стане и цел за усвари самиот себе си и предмет на самиот себе си. Фактички да се менува во исто време самиот себе си и второ да го менува општеството во кое што тој живее. Согласно тоа и светот во кој што тој живее и да го спознава светот, а во исто време и да го менува. Тие беа како да кажам некои идеи и концепти кои што сакавме ние да ги фактички импонираме. Сега, Само што е тоа што се смени? Слободата како термин, како израз доби нов концепт за тогашните студенти. Да, и во тоа фактички време па ние правевме многу муабет исто така и за аспектот на фактички на тоа дали е слободата како сека можна, па и академската слобода, па и автономијата без фактички без на фактички база на економска слобода. Дали економската слобода стварно ги нанесува главните облици и главните нанеси на онаа слобода за која што ние во тоа како да кажам фактички време сонувавме. Имаше про и контра, имаше фактички многу како да кажам па дебати и тие фактички дебати со некои мои пријатели до усвари па денеска ние ги усвари правиме, тераме и така натаму. Тоа се како да кажам последици кои што ги имаме и ги усвари чувствуваме од како да кажам таа иницијатива. Што е она што се промени? Има бајги прашања тука како што ствари кажам, меѓутоа, значи, протестите кои што му претходеа и расположението кое што се гаеше
студентските протести во 2014 се однесуваше главно на на тие аспекти дека државата и политичката партија на власт инвестира во идентитетски политики, национални политики, национални символи, Скопје 2014, а не инвестира во јавно здравство, не инвестира во како се кава образование и така натаму, да. Сега имаме друг случај во кој што опозицијата и цело расположение на јавноста е во насока на тоа дека државата не се грижи за националните прашања и за идентитетските прашања, туку се грижи за прашања кои што едноставно не ги засегаат беника. Као сега фактички па дека никој од владата и од фактички државата и од елитата, естаблишментот не се интересира главно за националните прашања и второ, веројатно некаде ќе се најдат некои аргументи за тоа дека истите не се интересираат ниту за оние фактички па зашто се интересира тогаш? На главните прашања. Па добро, тоа е фактички друга тема, меѓутоа и тоа е доста важна тема, меѓутоа тоа е фактички друга тема. Меѓутоа и сега доколку има иницијатива за да има протести, протестите нема да се однесуваат на автономијата на универзитетот и нема на стандардот на фактички студентот, туку ќе се однесуваат на идентитетот на фактички нацијата, на историјата и на обезличувањето како што тоа постојано ни го зборуваат. И тие се тие две како да кажам состојби од кои што поаѓа и аргументот и фактички па самата хипотеза на расположението кај фактички луѓето кога ние ги гледаме се усвари среќаваме и правиме муабет со нив и тие сите ќе ти кажат па да, ама знаеш како не предадоа овие и сега не ни е важно ништо друго освен тоа што не имат предадено се до како се до оној фактички момент кога ќе пристигне па сметката за електрична енергија која малце ќе ги подразводи од тој догматски национален сон. Не знам. Искрено јас не верувам дека моментално ќе се разбудат, бидејќи сметам дека Па после нова година да. Па и пред 2 години се покачи цената на електричната енергија, имаше нели протести и не самите ние учествувавме. И после месец дена, 2 месеци некаде згасна, така што сега да, полоша е состојбата, ама некако како Ама и храната сега е поуствари скапа и доаѓа зима и фактички како се вика има еден фактички сериозен твист тој во кој што многу фактички домови и домаќинства кои што претходно беа преусмерени на грејење па со електрична енергија, сега тие ќе треба да фактички да се вратат во како се вика на усвари грејење со како се фактички дрва. Тоа имплицитно значи дека ќе дојдеме во една ситуација на двојно виктимизирање наше во насока на тоа дека ние ќе се загадуваме, повеќе ќе ги сечиме дрвата, единствениот филтер кој што ни останува за и тоа е фактички друга тема, веќе таму да не усвари фактички па навлекуваме па се надевам дека па дека ти одговорив на тоа второ прашање, ако има уште нешто може да ме допрашаш. Добро, сега сакам да преминеме сега на ти како секако наставник во средно образование, до сега кажуваше од времето кога окупираше факултети, па сега си наставник. Меморија, да. И која е, сам ти сега како наставник, дали сметаш дека некои луѓе сметат дека кога нели ќе се вработат во државна институција, претходно биле активисти, дека можат однатре да ги менуваат работите. Нели викат стигне до таму, па ќе даваш предлози ово, она и така натаму. Сега ти кој е твоето искуство до сегашно?
Сега, не знам дали си имал пократко време нели си во таа сфера. Да. Дали пример Министерството комуницира со самите наставници при креирање на наставни програми? Дали воопшто се консултира за состојбата? Од каде црпи Министерството за образование и информации за тоа како треба, какви програми да спроведе? И кои се проблемите со кои се соочуваат и децата, да кажам, и наставниот кадар? Пак има тука многу прашања и многу како скат бајги муабет има фактички тука како скат па дека имаме шанса тука многу да поентираме, меѓутоа ќе пробам јас па да опфатам некои од тие прашања, да ги аргументирам и да пробам некако да ги фактички коска па да ги разглобам, да кажам накратко. Мислам дека на кога станува збор за нашето тука Министерство за образование и наука, мислам дека кога првенствено министрите не се кадарни, односно не се оние кои би требало да ја и извршуваат функцијата која што ја извршуваат, и го знаеме тој елемент со партизацијата и со вложувањето на политичките партии и на државата во однос на тоа да се инвестира, да се фактички и подобри и коригира односот на образованието и климата во образованието. Станува збор за тоа дека поштувајќи од изборот на министрите кои што се избирани од страна на фактички политичките партии, средствата кои што се извојуваат, поради фактот што образованието, јавното, е непрофитабилна гранка, исто како што е и фактички културата кај нас. Токму поради тоа, многу често поаѓачката логика е многу често дека ако нема профит, не можеме ние да го одржуваме, и постојано во јавноста има дури и пропаганда против јавните установи. Па дека тие се нефункционални, дека па дека нема квалитет. Дури па и самата листа која што преска тие спомна, шангајската листа или како и да се вика, да, универзитетот каска сите фактички стрели и фактички целата критика е во суштина насочена против државниот, односно најголемиот државен универзитет. А ние знаеме дека имаме и приватни во кои што се вложува многу повеќе, има многу скапи партиципации, а во суштина тие се под државниот, што правиме во таа уствари ситуација. Значи, тие уствари ученици, односно студенти кои што плаќаат многу повеќе пари, тие во суштина не се стекнуваат со тоа знаење и вештини кои што треба да ги имаат за најмалку да дојдат во една ситуација да се конкурентни на пазарот на трудот со своите колеги од појма немам од Англија или појма немам како да кажам Германија. Нема врска, иако плаќаат многу. Така што гледам тука една како се вика, една неквалитетна критика против јавното образование од страна на многу фактички медиуми, без истото тие да го објаснат до крај и да понудат некои фактички решени, односно да го туркаат процесот на вложување. Не се вложува во јавното образование. Како се кажа, јас мислам дека нема потреба, искрено,
мислам дека нема потреба па до крај да овој фактички наставниците кои што се вклучени во средните и во основните школи да бидат консултирани до крај, поради тоа што едноставно тоа се многу наставници, многу карактери, многу, како да кажам, различни ставови, многу идеолошки, како се вика, различни, фактички, профили. Мислам дека треба да се земи предвид еден момент, вложување. Како се вика, наставниците, например, како се вика, почнувајќи од плата, и до различни фактички сегменти, тие не се задоволени во никој случај. Имат многу ниски плати, нема семинари, нема доедукации, нема како се вика, нема екскурзии. Да, и тие се многу често како да кажам, фактички како се оставени како се самите да ги печатат како се дури и фактички тестовите кои што ги имаат кои што треба да ги добијат децата и екстра материјали да докупуваат многу често. И на усвари децата и исто така им се усвари скратувани многу елементи кои што би требало да ги подобрат нивните како да кажам и перформанси и вклучување во како се самиот систем на едукација. Така што мислам дека фактички дека како се кажа дека нема потреба многу да бидат консултирани наставниците, туку да фактички фактички да се промени и даночната политика на ова фактички држава и да има вложување кои што фактички ќе го потигнат и степенот на квалитет на образование, затоа што школите, тоа што јас како се кажа е мој став, школите не фактички представуваат само места каде што луѓето се едуцираат, па ќе учи, па ќе си оди фактички дома. Туку едноставно се места каде што се социјализираат. И тоа мислам дека е главната одлика на уствари школото. И многу елементи за социјализација на учениците ги нема, односно едноставно не се фактички на тоа базично фактички ниво не се ниту снабдени. И тоа укажува на многу, како да кажам, незаинтересираност, индолентност, рамнодушност од страна на фактички државата кон јавното образование. И тоа е тоа. И кон кадрите што понатаму треба да се создават. Да се развиваат. Да. Па и самите фактички наставници имаат потреба од доедукација. Не можат фактички самите тие да го фактички приуштат поради фактот што едноставно како се и платите им се екстремно ниски. Смешни и навредливи во споредба со некои други како да кажам дејности, од кои што исто така не сме многу задоволни од како се кажа фактички фактички правосудството. Уопште не сме задоволнени од судиите и така натаму, ама земат по 3000 евра плата. Извинете, дечки. Така. Добро, Мариглен, ти благодарам на разговорот. Се надевам во иднина ќе го фатиме и другите аспекти што ги споменавме. Да. Благодарам многу. Овде ви е малце топло и јас сум малце испотен, ама мислам дека беше добро. Благодарам многу. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.